студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите ги гледаме настаните на денот. Судот во Страсбург ги испитува дали на Јанкуловска е било прекршено правото на фер судење во случајот Тенк. По повеќе од 3 години во затвор, екс-министерката очекува одговорност. Двајцата инспектори на УЈП осомничени за Пулс остануваат во куќен притвор. Во собранието ќе се формира анкетна комисија според предлогот на власта и ќе се расправа и за Кочани и за Тетовската модуларна Дурмотурси и Бесатранс. Евроскептицизмот кај младите го вклучи алармот. Собранието ќе бара начини да им ја врати вербата наспроти разочараноста од корупцијата и билатералните спорови. 20-месечно бебе почина во Кичевската болница. Со вонреден надзор ќе се проверува како било третирано. Орден 8 септември за кардиологот и алпинист Сашко Кедев. А во овие вести во живо од собранието за планот и составот на идната анкетна комисија која треба да ги истражи не само трагедијата во Кочани, туку и сите поголеми трагедии од изминатите години. Останете со нас, почнуваме со вести. Европскиот суд за човекови права побара информации од владата за постапката по жалбата на екс-министерката Гордана Јанкуловска за случајот Тенк, со што официјално се отвора предмет во Страсбург. Судот се интересира за наводите дека нејзините права биле повредени, со прислушуваните разговори користени како доказ преку ограничената можност за одбрана во текот на ризична бременост до прашањето за непристрасност на судиката Добрила Кацарска. Јанкуловска случајот го потврди на социјалните мрежи, оценувајќи дека по повеќе од 3 години за трешетки очекува одговорност за неправдите во постапката. Деталите во продолжение. Европскиот суд за човекови права побарал информации од владата за постапката која таму ја води екс-министерката Гордана Јанкуловска за случајот Тенк. Овој чекор значи дека Страсбург отвора постапка по жалбата на Јанкуловска дека во предметот за набавката на блиндираниот Мерцедес биле повредени нејзините права на правично судење. Првото прашање се однесува на снимките. Значи, дали може да се користат снимките како доказ прво, второ, дали Гордана имала право да ги оспорува содржината на тие снимки. Втор аспект беше брзината на судење, неможноста да се оствари правото на контрадикторност на постапката и на еднаквост на оружјата. Исто така проблем беше отсуството на независност и непристрасност на судот. Ова практично значи дека судот се сомнева дека во незаконските бомби можеби имало и снимки кои ќе потврдат дека Јанкуловска нема вина. Се интересираат колку таа била способна да се брани во ситуација кога во екот на ризична бременост морала да присуствува на повеќе рочишта во иста недела. Се отвора и прашањето колку судиката Кацарска била непристрасна во овој предмет, бидејќи таа за истото дело веќе го осудила Груевски, а при изрекувањето на таа пресуда веќе изјавила дека Јанкуловска го поттикнала вршењето на ова кривично дело. Тимот на Јанкуловска приложил и изјава од еден од поротниците кој тврди дека никогаш не присуствувал на носењето на одлуката таа да биде прогласена за виновна и дека му биле дадени само готови записници за подпис. Јанкуловска информациите ги потврди на социјалните мрежи. Рече дека чувствува мала сатисфакција за повеќе од 3 години поминати за дрешетки, но и дека очекува одговорност. Можеби конечно оние со 2% доверба ќе ја примат пораката дека не смеат да слугуваат на ничии интереси и агенди, затоа што граѓаните ги плаќаат да ги штитат, а не да ги кршат нивните права. Господјата која денес е на столбот на срамот, а која за своите злодела беше од страна на претходната власт дебело наградена со висока функција, е пример дека судиската тога не е панцир што штити од општествен прекор. Се надевам дека конечно ќе има одговорност за сите сторени зла, но и ако тоа не се случи, немам дилема дека никој не може да му избега на судот на историјата. Пишува Јанкуловска на социјалните мрежи. Евентуална пресуда ќе отвори простор Јанкуловска да побара земјава да ја исплати оштета, но нејзиниот сопруг и адвокат вели дека парите не се меѓу приоритетите. Барање за повторување на постапката и ние би барале и одговорност на сите актери вклучени во постапките. Тука мислам и не само на судиите, туку и на обвинителите од СЈО.
Во однос на надомест, сега го следува и надомест, доколку е одлуката позитивна, меѓутоа тоа ни е нас реално од второстепено значење, значи не се битни тука пари или слично, битна е рехабилитацијата на Гордана која што би требало да следи ако одлуката е позитивна. Дека Страсбург го отвори предметот на Јанкуловска утрово потврди и премиерот. Конкретно овој случај, видете кој го водеше, тоа е случајот Тенк, и видете каде се наоѓа тој судија денес. И не престанува тој судија. Сега ги атакува пензионерите за линеарното зголемување на пензиите. Сака тоа право да им го одземе. А од друга страна бараат двојно, тројно поголеми плати, а гледате какви пресуди политички, октруирани, носат. За жал, мораме да се срамиме и црвенееме пред Страсбург поради ваквите малкумина судии, ке повторам. Јанкуловска првично беше осудена на 6 години затвор за случајот Тенк, а апелација казната ја намали на 4. За решетки помина нешто повеќе од 3 години и 1 месец. Пресудата ја донесе Добрила Кацарска, која потоа доби унапредување во уставен судија. Обвинителката Катица Јанева одлежува затвор во отвореното крило на Идризово, откако беше осудена во случајот Рекет. Александар Спасовски, Сител телевизија. Кочанскиот суд ги одби жалбите на обвинителството и го потврди куќниот притвор за осомничените даночни инспектори Драган Паунов и Дуле Димитриев, иако обвинителите бараа мерката да биде замената со ефективен притвор. Судот не образложи зошто инспекторите кои го информирале сопственикот на Пулс за предстојните контроли не добија построга мерка. Во меѓувреме и самите осомничени се жалат на куќниот притвор и бараат поблаги мерки. Двајцата инспектори на УЈП, меѓу кои и братот на председателката на Кривичниот суд, остануваат во куќен притвор, иако обвинителството во Кочани бараше Драганчо Паунов и Дуле Димитриев додат во ефективен притвор. Судот не го прифати барањето и ги одби жалбите на двајцата даночни инспектори, осомничени дека го алармирале сопственикот на дискотеката кога УЈП ќе прави контроли во Пулс. Советот од тројца судии, постапувајќи по изјавените жалби од страна на јавното обвинителство против решенијата на судија на претходна постапка со кои спрема двајца осомничени им беше определена мерка за обезбедување присуство куќен притвор, ги одбил изјавените жалби на Ојо Кочани против истите и донесените решенија на судијата на претходна постапка ги потврдил. Кои биле причините двајцата осомничени да останат во куќен притвор, од судот не објаснуваат. Не дадоа образложение ниту зошто е одредена таквата мерка, иако по нивното апсење, обвинителството за нив бараше ефективен затворски притвор. Освен обвинителството, незадоволство од одлуката на Кочанскиот суд имаат и осомничените. Паунов и Димитриев доставиле жалби за укинување на куќниот притвор, но досега судот за нив нема одлучено. Според одбраната, бидејќи Паунов бил фамилиарен и вработен во државна институција, немал намера да бега, па како што вели адвокатот, непотребно било неговиот клиент да е во притвор. За одбраната спорно е и дали се точни вибер комуникациите според кои Паунов добивал подароци од сопственикот на дискотеката. Мора да се истражат сите законски можности и детали околу начинот на кој што тие се прибавени, дали веродостојноста е точна, дали е мојот властодавец во комуникација со било кое лице од тие што се спомнуваат, и многу други прашања околу наводите дека наводно истиот побарал или му дале часовник и наочари. Комуникацијата на Паунов со газдите на Пулс, објавена од ИРЛ, покажа дека тој информирал кога управата за јавни приходи ќе ја посети дискотеката, а според разговорите за тоа добивал подароци. Комуникацијата ја потврди и обвинителството, пошто следеше акцијата за апсење на десетина инспектори на УЈП од Штип и Струмица. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Власта ќе формира анкетна комисија која ќе ги испитува сите поголеми трагедии од изминатите години. Кочани, модуларната болница, несреќите на Беса Транс и Дурматурс. Мнозинството ќе го имаат пратениците од власта, а ќе претседава пратеник од опозицијата. Катерина Нешкова известува. Катерина, иако практично опозицијата најавуваше иницијатива за формирање на оваа анкетна комисија, на крајот сепак таа треба да се формира според предлогот кој го поднесоа пратениците од власта. Зошто? Што се случи во собранието?
Да, така е, денеска имаме нов предлог за анкетна комисија, поднесена од владеачките ВМРО ДПМН, знам и вреди. И тоа не само за испитување на околностите и одговорноста за трагедијата во Кочани, туку со една проширена надлежност на сите претходни несреќи кои што ги спомена до овој расплет дојде поради тоа што собранискиот спикер Гаши утврдил дека минато неделниот предлог на СДСМ и Левица да се формира анкетна комисија за Кочани не бил составен според деловникот и го врати на доработување. Имено опозицијата во својот предлог предложила таа да го има мнозинството во ваквото адхок собраниско тело, што било спротивно на деловникот, бидејќи таму стои дека работните тела го имаат соодносот на силите како што е и во главната парламентарна сала, а дополнително го немаше и оној, ако можем да кажем, услов на власта оваа комисија да не расправа само за Кочани, туку и за сите други несреќи, па власта решила на овој начин да ја надополни празнината. Секако дека од СДСМ не се задоволни од ваквото решение. Велат дека предлогот им бил деловнички, но сепак ете ќе го дополнеле со сите потребни работи, ќе поднеле нов предлог, што е ирелевантно имајќи предвид дека одлуката сепак ја носи пленумот, а таму мнозинството е на власта. Известно е дека ќе имаме анкетна комисија така како што владеачкото мнозинство предлага. За ставовите, партиските ставови и правните основи гледаме во прилогот. Власта ќе формира нова анкетна комисија во собранието што нема да ги испитува само околностите и одговорноста за трагедијата во Кочани, туку ќе ги разгледува и пожарот во модуларната болница во Тетово и автобуските несреќи на Беса Транс и Дурмотурс. Владеачките ВМРО ДПМН, вреди и знам се решиле на ваков чекор, бидејќи минато неделниот предлог на СДСМ и Левица бил фаличен во составот, а и не ги опфаќа претходните несреќи како што очекуваше власта. Комисијата ќе изготви наоди кои ќе бидат основ за поведување на постапка за утврдување на одговорност на сите инволвирани кои придонеле кон случување, односно не придонеле кон спречување на овие трагични настани. Секоја пратеничка група има право да предложи листа од сведоци и експерти. Секој сведок или експерт покане да даде изјава пред анкетната комисија има обврска да се појави пред пратениците. Во изминатиот период можевме да видиме дека дури и оние лица за претходните трагедии кои што се офатени со судски пресуди, едноставно или не ги извршуваат затворските казни, или едноставно и оние кои што се оштетени и јавност има чувство дека едноставно вистинските виновници не се изведени пред лицето на правдата. Во новата анкетна комисија според предлогот власта ќе има мнозинство, односно 7 членови ќе има ВМРО ДПМН, по 2 ќе имаат вреди СДСМ и Европскиот фронт, а по 1 знам и Левица. Телото треба да го предводи опозицијски председател, а целата своја работа треба да ја заврши за 45 дена. Извештајот од комисијата ќе биде доставен до владата и до јавното обвинителство. Собранискиот спикер Гаши пак отринава го вратил претходниот предлог на СДСМ и Левица за анкетната за трагедијата во Кочани на поправка, бидејќи опозицијата предложила таа да има мнозинство во ова тело. Тие предложиле во комисијата по 4 члена да имаат СДСМ и ДУИ, Левица 1, ВМРО ДПМН 3, Вреди 2 и Знам 1, што според Гаши е спротивно на деловникот кој вели дека работните тела и анкетните комисии имаат состав пропорционален на составот на парламентот. Рокот за доуредување е 15 дена. За опозицијската СДСМ, нивната иницијатива е деловничка, но сепак ќе поднесат и нов дополнет предлог. Очигледно Мицкоски и ВМРО ДПМН се плашат од вистината за Кочани, па затоа се измислуваат некакви деловнички изговори. Гаши им купи 2 недели на Мицкоски и ДПМН, но треба да знае дека нема бегање од вистината и од правдата. Граѓаните, семејствата, јавноста треба да ја дознаат и ќе ја дознаат целата вистина за Кочани, како и на кој било начин била загрозена безбедноста на присутните во објектот, кои биле институционалните пропусти, какви се прекршувањата на законските одредби, како и тоа кој треба да понесе политичка одговорност. Велат од СДСМ, од каде нема одговор дали ќе учествуваат во анкетната на власта. При поднесувањето на нивниот предлог, лидерот на СДСМ Филипче рече дека немаат проблем да дебатираат во парламентот за која било несреќа. При тоа тој посочи дека не му е ни битно дали ќе се работи за една комисија за сите несреќи или пак ќе бидат сите случаи во посебни тела.
Од УИ пак чекаат да го видат предлогот на ВМРО ДПМН, но генерално велат дека немаат проблем да учествуваат. Ќе видиме, ќе дискутираме, но ние сегогаш сме го кажале нашиот став дека сме за иницијатива која ќе ги опфаќа сите, значи несреќи до сега. Првата наредна седница на која би можело да се најде формирањето на анкетната комисија според планот на Гаши е почетокот на декември. За тогаш и лидерот на Левица Апасиев најави дека независно од ад-хок телото за пожарот во дискотеката Пулс ќе ја свика и постојаната анкетна комисија за човекови права. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Последна информација која пристигна, полицијата распиша потерница за пронаоѓање на Римзи Мифтари, кој треба да отслужи 10 годишна затворска казна за автобуската несреќа кај Ласкарци. Откако претходно одењето во затвор го одложи со операција на кила на тестиси, сега Мифтари стана недостапен за судот во Гостивар, па тој побара МВР да го бара со потерница. Во меѓувреме од Скопскиот кривичен суд информираа дека осудениот Јане Бабаровски, кој доби затвор од 5 години, од пред 2 недели е веќе во затвор и ја издржува затворската казна. На 10 години затвор е осуден и сопственикот на Дурматурс Дурмиш Белули. По апсењето на српскиот пејач Аца Лукас во Кавадарци, премиерот Мицковски најави дека настапите и концертите на естрадните уметници строго ќе се следат. Од СДСМ реагираа дека МВР и општината Кавадарци дозволиле настанот да почне и да се одвива со преполн капацитет, пошто бил прекинат дури по полноќ, барајќи одговорност од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Полицијата тврди дека во објектот имало тројно повеќе гости, не се издавале фискални сметки и не се почитувал законот за пушење, додека организаторите и самиот естраден уметник ги демантираат овие наводи. Строго и внимателно ќе се следат настапите и концертите на естрадни уметници. Премиерот Мицковски по апсењето на српскиот пејач Аца Лукас викендов во Кавадарци вели дека законите за ваков тип на настани се јасни и важат за сите. Иако Лукас преку видео на социјалните мрежи обвини дека акцијата била насочена лично кон него со наредба од врвот на македонските власти, сепак премиерот вели дека воопшто не знаел за неговото приведување. Јас и не знаев дека тоа се случило, да бидам искрен. Ми се јавија луѓето од кабинетот да ме информираат пред неколку дена, мислам тоа беше. И предпоставувам сега дека некој таму сака да создаде естрада, која што таму е присутна да ја пренесе овде. Мислам дека не треба многу внимание да му се посветува на ова. Јасни се законите, јасни се правилата, секој мора да ги почитува и многу строго и внимателно ќе ги следиме однесувањата на ваков тип на естрадни уметници и нивни менаџери. Опозицијата и денеска бара одговорност од министерот Тошковски. И полицијата на Тошковски и општината на Јанчев знаеле за настанот кој бил пријавен и не превзеле навреме мерки. Дозволиле настанот да започне, да се наполни до опасност, а дури потоа среде ноќ да биде прекинат. Наместо да бега, Тошковски треба да одговори на клучните прашања. Зошто воопшто е дозволено настанот да започне со поголем број на лица? Зошто МВР дозволи настанот со часови да се одвива со преполн капацитет, па дури по полнок да го прекине? Дали МВР ништо не научи од трагедијата во Кочани, прашуваат од СДСМ. Од МВР вчера соопштија дека во кафе барот каде настапувал српскиот пејач имало тројно повеќе гости од капацитетот. Лукас настапувал без потребната дозвола за работа, не се издавале фискални сметки и не се почитувал законот за забрана на пушење. Од кафе барот ги демантираат тврдењата на полицијата со став дека сите прописи биле запазени, а настапот бил наменет за промоција на сопствена криптовалута на Аца Лукас. Српскиот пејач пак преку видео на социјалните мрежи за неговото приведување го обвини државниот врв и порача дека ќе размисли дали ќе настапува во Македонија додека тие се на власт. Во неговото видео Лукас тврди дека на настапот присуствувале 2000 гости. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Евроскептицизмот кај младите го вклучи алармот. Собранието ќе бара начини да им ја врати вербата наспроти разочараноста од корупцијата и билатералните спорови. 20-месечно бебе почина во Кичевската болница. Со вонреден надзор ќе се проверува како било третирано.
Скептицизмот кај младите дека Македонија никогаш нема да стане членка на Европската унија го вклучи алармот во Законодавниот дом, каде пратеници, експерти и представници на младите дебатираа како да се врати довербата во европската перспектива. Истражување на ИДУЕП покажува дека речиси половина од младите не веруваат во европската иднина на државата, наведувајќи ги корупцијата, билатералните спорови и ниската доверба во институциите како главни причини. Даниел Василев со детали. Скептицизмот кај младите дека Македонија никогаш нема да стане членка на Европската унија го вклучи алармот, барем во Законодавниот дом. Пратеници од младинскиот клуб, експерти и млади дебатираа како да се убедат дека е можно Македонија да влезе во европското семејство. Ова доаѓа по публикацијата на Институтот за добро управување која укажува дека речиси половина од младите не веруваат дека Македонија некогаш ќе стане дел од ЕУ. Корупцијата, билатералните спорови и ниската доверба во институциите се најголемите причини зошто сакаат европски плати, вредности и услови, а за кои веруваат дека нема да ги добијат дома. Она што тие го бараат како млади луѓе е борбата против корупцијата, која што се случува, меѓутоа сакаат да видат многу повеќе заради тоа што тоа е најголемиот начин како да повторно ја вратат довербата во своите институции, а со самото тоа и довербата на европскиот пат, понатаму други мерки и методи кои што значат нивно вклучување на агендата на македонските институции, но и на европските институции, кои што во партнерство можат и верувам дека согласно овие препораки како основа ќе ја променат безбрзо работата и дека навистина ќе се направи нешто кое што ќе не даде и како држава и како институции пример на европско ниво. За враќање и за задржување на младите во земјава, државата во предлог буџетот предвидела 1,13 милиони евра. Пари кои ќе легнат на сметката на Министерството за социјална политика, демографија и млади, но без детали за што точно ќе бидат наменети овие средства. Имаме износ предвиден од повеќе од 1 милион евра, што значи дека со овие средства ќе направиме еден вид на кампања со која што ќе можеме да ги мотивираме нашите млади умови од странство да се вратат во Република Македонија и тука да работат и да живеат, но и ставка која што ќе се однесува на задржување на младите во Република Македонија. Младите се незадоволни од владењето на правото, борбата против корупцијата и селективната примена на правдата. Оваа перцепција, како што се вели во истражувањето на ИДУЕП, не само што ја подкопува довербата во домашните институции, туку го ослабува и чувството на припадност на младите кон сопствената држава. Даниел Василев, Сител телевизија. Младите повеќе не веруваат дека Македонија има европска иднина. Корупција, блокади, нефункционален систем. Од каде доаѓа фрустрацијата? Што можат домашните фактори да направат за тоа да се промени? Дали клучот лежи во Брисел? Тема на денот во 19 со Бојан Кордалов од Европскиот центар за извонредност. Стратегија за образованието утре се става на ЕНАР. Јавноста ќе може да доставува предлози пред нејзиното конечно усвојување. Министерката Весна Јаневска очекува до 2032 година да стасаме до повисок квалитет на образованието, од поголема инклузија до приближување на факултетите кон Шенгенската листа. Во исто време во фокус на јавноста се најде намалувањето на средствата за студентски стандард за 2026 година. Опозицијата обвинува дека станува збор за сериозен удар врз младите, додека Министерството тврди дека ниту едно право на студентите нема да биде скратено. Последни корекции на стратегијата за образование пред утре официјално да биде закачена на ЕНЕР. Тоа значи дека и пошироката јавност ќе може да дава предлози за подобрување пред нејзино конечно усвојување. Министерката Јаневска очекува во 2032 година да види поквалитетно образование, од поголема инклузија до придвижување на факултетите до Шенгенска листа. Покрај континуитетот кој го задржуваме, потенцираме она што сметаме дека е особено важно, почнувајќи од наставните програми во предучилишното образование, во инклузијата во основно и средно образование, едносменската настава, оптимизацијата на мрежата, финансирањето на образованието во локалната самоуправа, секако подобрување на легислативата во високото образование.
Во меѓувреме во јавноста се уште бранува прашањето зошто се намалени средствата за студентски стандард за следната година. Според податоците во 2025 година за оваа ставка Министерството издвоило 1,7 милиарди денари, додека за 2026 година 1,3 милиарди денари. Тоа е 7,3 милиони евра помалку за студентскиот стандард за до година. Категорија под која спаѓаат стипендиите, превозот, оброците и студентските домови за студентите. Ова е удар врз младите, обвинуваат од опозицијската СДСМ. Не може да има пари за манго, за папаја и гоштевање на владините функционери, а да нема пари за младите. Студентите не се само бројка во табела, туку тие се и днината на оваа држава. Со вакви погрешни политики, иселувањето на младите не само што ќе продолжи, туку и дополнително ќе се засили. Министерката пак не конкретизираше од каде и зошто се крати, но вели дека нема да има рестрикции за ниту едно право на студентите. Ни едно право кое студентите го стекнале до сега нема да им биде ускратено. Бројката е вкупна за сите нивни права. А дополнително има и развојна компонента која се однесува на изградба на студентските домови и после 10 години доградба на финки и ФФК. Од тука повикувам на студентите да не се вознемируваат, како што работевме досега и ги исполнивме нивните издржани барања, така ќе продолжиме и понатаму. Денеска е 5-ти ден амандманска расправа во Законодавниот дом за предлог буџетот за следната година. Пленарната седница според најавите е планирано да се одржи на 9 декември. Габриела Лескова, Сител телевизија. 20-месечно бебе почина во Кичевската болница. Со вонреден надзор ќе се проверува како било третирано. Орден 8 септември за кардиологот и алпинист Сашко Кедев. Дваесетмесечно бебе од Прилеп почина во Кичевската болница. Било донесено во тешка здравствена состојба, па обидите на лекарите да го спасат биле неуспешни. Болницата го информираше обвинителството, полицијата и Министерството за здравство, а телото е предадено на обдукција. Лекарите се сомневаат на нетретирана бронхопневмонија, а Министерот за здравство најави вонреден инспекцијски надзор. Дете на 20-месечна возраст од Прилеп синоќ е починало во Кичевската болница. Мајката и војкото во лоша здравствена состојба прво го однеле во брзата помош, откаде итно го префрлиле на детскиот одел во болницата. И покрај пружената медицинска помош од дежурниот тим, ја обидете да го реанимираат, тоа починало кратко по приемот. Во текот на вчерашниот ден, односно вечерта, донесено е дете од околу 20-21 месец во нашата установа преку брза помош транспортирано до одделението за детски болести во многу лоша состојба, во агонија, сомнолентност пред терминален стадиум, односно антефинем. Дадена е терапија, направено е се што може да се направи, направена е реанимација на детенцето, меѓутоа констатирана е смрт од страна на дежурен лекар на детското одделение. Од болницата веднаш пријавиле во обвинителството и полицијата, а го информирале и Министерството за здравство. Телото на детето е предадено на обдукција за да се утврди точната причина за смртта. Крајната диагноза не може да се предпостави нормално, меѓутоа дежурниот лекар се сомнева на масивна бронхопневмонија, не третирана, не лечена заради необратено внимание од страна на семејството. Детето е од Прилеп, нема во моментот на прием во нашето одделение не носат никаква документација. Донесено е во придружба на мајка и војко, без документи во рака и во нашата установа нема ни било каков документ што може да посведочи за претходни заболувања или третирања. Мајката во моментот се наоѓала во Кичево, затоа се јави во таа болница, инаку е од Прилеп. Министерот за здравство Азер Алиу најави дека ќе побара државниот санитарен и здравствен инспекторат да направи вонреден инспекцијски надзор во Кичевската болница, за да утврдат каде и како било лекувано детето пред да почине. Александар Динев, Сител телевизија. Лекарот и интервентен кардиолог доктор Сашко Кедев, кој повеќе од 3 децении спасува животи, а паралелно ги освои 14-та највисоки врвови на светот, го доби орденот 8 септември како признание за медицинските, но и алпинистичките достигнувања. Повеќе од 3 децении спасува човечки животи како лекар, впишувајќи се како лидер и пионер во развојот на интервентната кардиологија во земјата.
а за период од 20 години успеа да ги искачи највисоките врвови во светот на до 8000 метри надморска височина. Председателката Гордана Силјановска-Давкова, зборувајќи за биографијата на Сашко Кедев, кажа дека за неговите достигнувања во медицината и алпинизмот, надополнети со меѓународната афирмација на државата, е заслужен да го добие орденот 8 септември. Ако во медицината доктор Кедев ги достигна највисоките професионални и хумани височини, тогаш во алпинизмот буквално ги освои највисоките врвови на светот. И тоа не во младешките денови на бунтовник без причина, туку во зрелата доба како бунтовник со цел. Само 50 до 60 алпинисти во светот успеале да ги искачат светските врвови на до 8000 метри надморска височина. Меѓу нив е и доктор Сашко Кедев. Тоа го сметам за национален успех. Најмалку мој успех, бидејќи можеби најголемата движечка сила што ми даде енергија да ги надменам сите тие тешкоти, беше токму тоа да го однесам македонското знаме и посебно македонското име на сите врвови. При доделувањето на признанието беше наведено дека Кедев има објавено на 230 трудови со импакт фактор, а во интервентната кардиологија вовел иновативни техники и методи. Сања Димитровска, Сител телевизија. А во тема на денот во 19, како што најавив, ќе зборуваме за младите и нивниот евроскептицизам. Мој гостин Бојан Кордалов од Европскиот центар за извонредност. Останете со нас, се гледаме во 19. Пријатно.